Да продолжиме да зборуваме за овие важни теми, затоа што навистина слободата на медиумите е есенцијална за обстанокот на демократијата. Очекуваме од институциите да создадат услови за поголема безбедност на новинарите, нивна заштита од напади, но и поголема транспарентност и покоректен однос кон нив. Недостасува стратешки пристап во борбата со дезинформациите, хибридните закани, но и со говорот на омраза. Од политичките партии и политичарите очекуваме помалку дезинформации, помалку пропаганда, што ја зголемува поларизацијата во општеството и ги оневозможува речиси сите покрупни општествени зафати, не само оние важни за медиумските слободи. На медиумските професионалци, освен со политичките и економските притисоци и состојба, кои што се важни, им престои битка за справување со индустријата на дезинформации, за почитување на професионалните стандарди и за враќање на довербата. Ова е неопходно за обстанок на професионалните медиуми и сртување на јасна линија помеѓу нив и куините за производство на пропаганда, лаги и говор на омраза. Впечаток е дека самиот Еснав продолжува да ги избегнува на некој начин овие битки за прочистување, како што нагласија говорниците на денешниот панел, но очигледно дека има волја и дека ова е нешто кое што сите сметаат дека треба да се направи. И за крај само можам да кажам дека сите овие зафати може да вродат со плод само доколку се спроведат во меѓусебна координација на сите овие чинители, добра волја и доверба меѓу нив, што очигледно недостига сега. Дали е возможно тоа да се направи во блиската или подалечната иднина, не е невозможно, но очигледно дека ќе биде исклучително тешко, но ајде да се обидеме сите заедно да го направиме тоа. Ви благодарам што учествувавте на оваа панел дискусија на Институтот за медиуми и аналитика ИМА.